Благодарам, председателе. Почитуван заменик министре, бидејќи го одбивте нашиот амандман, а ништо повеќе и не очекувавме, јас ќе ви ја покажам последната изјава од директорот во чии раце го предадовте и оставивте македонскиот туризам, за да видите дека едно се говори, друго се ветува, а трето се прави, односно ништо не се прави од она што се говори. Затоа оправдано се сомневаме дека средствата за овие видови туризам за кои што ние поднесовме амандман се обезбедени и затоа ќе го појаснам она што се случува. Еве ви го исто во оваа изјава. Имате и фотографија од директорот, ако не сте го запознале, бидејќи наместо да биде најприсутен во моментите кога секторот што тој лично го води, а вие го посочивте, се соочува со најголем крах, него никаде го нема за да се појави на 9 јули, значи пред 7 дена, со оваа изјава, во која самиот тој навел сето она што ние го бараме, а вие ни го одбивате, а ни го одбивте и минатата година. Ви подвлеков овде, ќе ви го дам од како ќе завршам, се што тој кажал, а е поврзано со нашиот денешен амандман, што ни го одбивате. Ќе одам реченица по реченица за да ви биде појасно. Вели вака: пандемијата ја покажа суровата реалност дека не сме изградиле одржлива дестинација, дека сме оделе на квантитет, а не на квалитет, дека на краток рок не можеме да понудиме форми на туризам кои ги бараат новите целни групи на туристи. Вели, тоа е предизвик не само за секторот, туку и за сите релевантни институции, за да почнеме нешто и заеднички да градиме здрав туристички сектор. Многу фино и убаво кажано, ама еве го моментот кога зборот треба да стане дело и еве ја релевантната институција која треба да помогне за заедно да градиме здрав туристички сектор, како што ни порачува нели директорот. И што се случува? Амандманот е одбиен. Штама? Епа, во иднина ве молам, внимавајте што изустувате, внимавајте затоа што вие викавте зборот е збор и кој збор е збор овде во случајов. Сега да го појаснам амандманот. Значи, бараме 70 милиони денари за формирање на посебен развоен фонд за туризмот и угостителството. Од тој фонд би се субвенционирале угостителски капацитети кои би добиле статус зелени хотели за евидентирање и промоција на верски објекти, развој на велнес, бањски, спа и здравствен туризам, изработка на студија за развој на алтернативни форми на туризам во Република Македонија, уредување на плажи прилагодени за лицата со посебни потреби, бидејќи, еве, малку подолу, се вели дека наш приоритет треба да бидат руралниот, авантуристичкиот, алтернативниот, екотуризмот, а се вели и дека сите дестинации кои работеле со овие форми на туризам лани не забележале пад. Ама ние и лани амандмански ги предложивме сите овие форми на туризам, токму затоа што знаевме дека само така македонскиот туризам нема да забележи пад. Ама вие и лани ни ги одбивте, значи доцниме веќе една година. Јас не знам дали немате меѓусебни средби и координација, па да си ги пренесете меѓу себе ваквите работи, зарем не се почитувате меѓусебно, па не ги уважувате неговите зборови, кога веќе не можете да се надминете себе си и да ги прифатите нашиве денешни конструктивни идеи. Или се навикнавте сите да си се расфрлате со зборови кои немаат никакво значење. Почитуваниот директор, големиот Љупчо Јаневски, додава дека се уште сме немале национална стратегија за рурален туризам и како што кажав и предмалку, последниот таков документ бил со рок на траење до 2017 година, секако до моментот кога Македонија имала луѓе што знаеле да ја креираат таа стратегија. Значи, 2021 година сме. Овој човек е начело на туризмот од 2018 година, значи 2 години пред пандемијата. Башка имавме период на пандемија, период на намален на нула обем на работа во институцијата која што ја води. Јас не знам кој сакал да му ја креира стратегијата и уште колку години да го почекаме за да ја креира.
И овде ќе завршам со оваа смешна изјава во која директорот дополнува и дека во следните 5 години можело сериозно да се размислува за субвенционирањето, за недостигот на кадар во туристичкиот сектор и така натаму. И така е, замениче. Ќе се размислува во следните години, ама ќе размислуваат нови луѓе кои знаат, умеат и можат да размислуваат. Тоа ќе се истите тие луѓе кои ви оставија развиен туризам, а вие го уништивте. Значи, почитувана македонска јавност, амандманот го поднесовме затоа што сметаме дека наша главна цел и стратешки приоритет мора да биде континуираното зголемување на бројот туристи преку градење нов модел за развој на туризмот и креирање на нови туристички понуди и форми на туризам, јакнење на маркетинг капацитети со цел промоција на земјата како атрактивна туристичка дестинација со богати туристички содржини, за достигнување на стандардите во туризмот и угостителството. За потребите на туристичкото стопанство наитно беше потребен развоен фонд за туризам, каде што со посебни критериуми и услови достапни за сите мали и средни предпријатија од областа на туризмот и посебно од угостителството, ќе се доделија финансиски средства за унапредување, реновирање и адаптирање на објектите според светските стандарди и норми, како би добиле напреден и сериозен туризам, прилагодување, односно вклопување на туристичката понуда во нивните аранжмани, како и осмислување на сопствена туристичка приказна со добро осмислени приказни. Со субвенционирањето на угостителските капацитети кои би добиле статус на зелени хотели или зелени звездички, замислата ни беше мотивација и поддршка на развојот на еколошко одговорни угостителски капацитети во кои би се упатувала целна група на екологисти и љубители на природата. Статус зелен хотел или зелена звездичка би се добивал врз основа на соодветни критериуми од типот користење техничка вода, еколошки детергенти, биоразградлив отпад, зелено обкружување, градини со можност за наблюдување на растителен и животински свет. Со предлогот за евидентирање и промоција на верските објекти, сакавме да ја засилиме и промоцијата на верскиот туризам, која подразбира истражување на целните пазари во кои е развиен верскиот туризам и прилагодување, односно вклопување на туристичката понуда во нивните аранжмани, како и осмислување на сопствена туристичка понуда од областа на верскиот туризам. Со предлогот за развој на велнес, спа и здравствен туризам, спортскиот, адреналинскиот, ловниот и риболовниот туризам, сакавме да се залагаме за стимулирање на инвестиции во модерни туристички велнес, спа и здравствени центри преку промоција на можностите за инвестирање пред домашните и странските компании. Фокусот би бил ставен на привлекување на инвеститори во региони во кои постојат наоѓалишта на термоминерална вода, пред се во регионот на Штип, Кочани, Катланово, Куманово, Гевгелија и Струмица, но и на други и нови локации. Македонија располага и со огромен потенцијал за развој и промоција на активниот спортски туризам, кои за жал во светската јавност се малку промовирани и понудени за посета. За таа цел идејата ни беше да направиме истите да бидат промовирани како туристичка понуда преку голем број на репортажи и спотови за оваа намена на меѓународните саеми, настани и конференции со цел нивна афирмација и збогатување на туристичката понуда во државата. Не треба да го изоставиме ниту медицинскиот туризам, кој се повеќе е во подем, со акцент на денталниот и козметолошкиот. Со изработка на студија за развој на алтернативни форми на туризам во Република Македонија би ја надополниле националната развојна стратегија, но овде акцентот би се ставил на алтернативните или селективните форми на туризам. За таа цел, јавноста и туристичкиот сектор би определиле кои се најважните и најквалитетните селективни форми и како тие ќе се развиваат и унапредуваат во следните 5 години. Верувајте, да бидеме тоа што сме е нашиот најдобар туристички производ. Верувајте, а така ви вели и горе споменатиот директор. Имаме со што да се гордееме и да бидеме глобално конкурентни. За сите да живееме од квалитетен и одржлив туризам, за туристичката потрошувачка да се одрази на локалната економија, требаше да го прифатите овој наш амандман. Во интерес на времето, ќе споменам само дека ни останува за крај само по наведување, а никако и по важност,
Со амандманов исто така предвидовме развој на пристапен туризам, кој подразбира уредување на плажи за лицата со посебни потреби, за и нив да им дадеме можност да ги уживаат благодетите од туризмот. 1/3 од светската популација е потенцијален корисник на пристапниот туризам и заедно со нивните семејства тоа би значело околу 2 милиарди луѓе. Тука би ги вброиле и старите луѓе, како и мајките со колички за бебиња. Сметаме дека сите луѓе заслужуваат еднакви привилегии. Жалам што нема да дозволите туризмот да стане привилегија за сите и сите да ја почувствуваат радоста и благодетите од туристичкиот одмор. Со ова ваше однесување, вие и понатаму дозволувате вашите пропусти да ги плаќа туризмот и народот на Република Македонија. Ви благодарам.